Недовербата во јавниот обвинител е ризик за државата. Изгласаната интерпелација не е само политички чин, туку силен јавен аларм. Обвинител која игнорира јавноста се брани со селективни цитати од европски извештаи и молчи за сериозни скандали, не заслужува ниту легитимитет, ниту толеранција, смета универзитетскиот професор Јове Кекеновски. Според него, Лупчо Коцевски не е изолиран од политичка и демократска одговорност и затоа не смее да игнорира изгласаната недоверба. Јавниот обвинител не е изолиран од политички и од демократска одговорност и доколку иако има формално правна независност во функционирањето, во одлучувањето, јас се не член 27 од Законот за јавни обвинители, бидејќи каде што јасно пишува дека тој одговара пред собранието, што значи дека постои механизам на отчетност. И токму овој механизам на отчетност сега е активиран. Повеќе од јасно е дека сите челници на правосудните органи само декларативно се залагаат за реформи, смета професорот, бидејќи по неколку месеци изгласана недоверба, ниту еден од членовите на судскиот совет не покажа доблест да поднесе оставка. Тие ги користат одредени пропусти, веoma свесни пропусти во законодавството, за да едноставно останат што е можно повеќе на функцијата. Значи, декларативно се залагаат демек да има реформи во правосудството, меѓутоа истите тие се најголемите кочничари и уназадувачи на демократијата, каде што промовираат една неправда, една селективна правда, која што е недозволива за една држава која што тежи кон почитување на принципот на владењето на правото. Владата отпочна постапка за разрешување на Коцевски пред 4 месеци, но ја запре по трагедијата во Кочани. Тогаш Советот на јавни обвинители даде негативно мислење за негова промена. Недовербата во јавниот обвинител владеачкото мнозинство искажа и вчера на гласањето, но не и опозицијата која го донесе на функцијата во последните денови од владењето.